Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска моја гостинка да биде професор доктор Наташа Котвар од Институтот за национална историја. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Професор, ќе чествуваме 150 години од Разловечкото востание. Првото востание за ослободување на Македонија и македонците. Еве, што се случило пред век и половина? Па да, тоа е востание кое што се случува на просторот на Македонија, кое што во еден период, конкретниот период, е под османлиска власт. Фактички востанието е и кренато против таа власт. Но би сакала да истакнам дека покрај тоа што ова востание е подигнато во моментот кога се случуваат некои промени и на самиот простор на Балканскиот полуостров. Моментот бил така, да речам, на некој начин зовриен со идеи, со потреби за ослободување. Би сакала да истакнам дека османлиската држава во тој период има сериозна криза. 1875 година е првиот банкрот на империјата. Се случува прво востанието во Херцеговина и во Босна. Тоа е во некаде пролета 1875 година. Во април 1876 година се случува востанието во Бугарија, кое што и самите се свесни дека било повеќе еден рационален израз на моментот, одошто некои конкретни политички идеи. И кај нас во Македонија е Разловечкото востание во мај 1876 година и го карактеризира, за разлика од многу други настани на Балканскиот полуостров. Покрај востанијата се случуваат и воени активности меѓу кнежеството Србија, Црна Гора, Османлиската држава, Русија се вклучува и отпочнува, тоа е процесот на големата источна криза, која фактички почнува од таа 1875 година и некои сметаат дека завршува со одредбите на Берлинскиот мировен конгрес 1878 година, но има и некои одредби кои што се потпишуваат 1881 година и така се заокружува таа криза или големата источна криза. Но Разловечкото востание, за разлика од сиве овие пројави, е карактеристично што во него учествува македонска световна и духовна интелигенција. Морам да споменам дека тука се луѓе кои што навистина имаат соодветна и општествена, и политичка, и образовна подлога, кои што го проектираат и го изведуваат востанието. Веднаш да кажеме дека тоа се случува на просторот на денешната област Пијанец, Малишевската област, Струмичкиот дел. Тоа е замислата и на самите востаници како да се одвива сето тоа. И други соседни области, но еве да ги споменам главните протагонисти: Димитар Поп Ѓурѓиев Беровски, Попот Стојан, кои што на некој начин се и роднински поврзани. Исто така има и други луѓе кои што се активни, но овие двајцава ги споменувам не само што ја даваат идеологијата, многу е карактеристично што даваат и свој пример како треба да се однесува една интелигенција во еден ваков чин. И Димитар Поп Ѓурѓиев Беровски продава дел од својот имот за да создаде една материјална подлога, за да може да се купи вооружување, муниција. Исто така и Поп Стојан, не само што дава дел од својот имот, ветува дека ќе го откупи десетокот на селаните на тој простор. И исто така, кога отпочнуваат востаничките активности, дури со пример на селаните,
Со негова дозвола е запален и неговиот ан. Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски не е случајна личност. Тој е човек кој што навистина има една наобразба во тоа време. Тој е човек кој што започнал да се образува во царска Русија, во Одеса, на богословијата во тоа време. 2 години поминува таму за наобразба, но исто така и преминува во Кнежеството Србија, завршува или изучува една воена школа. Така да ги восприема и образовните, но и политичките моменти и идеи и содржини кои што се актуелни на тој простор и во тоа време. Воедно би сакала да истакнам кога ќе се врати во своето Берово, не само што е учител и има определени општествени активности, тој е водачот на антипатриаршиската борба во тој простор. Не само Беровскиот, Малишевскиот, Пијанечкиот, туку, да речеме, еден поголем простор од денешна Источна Македонија. Така да со негово ангажирање, дури народот успева да однесе една сериозна победа против струмичкиот патриаршиски митрополит, што во тој период за населението било од огромно значење, бидејќи се барало автохтоно свештенство, изведување на литургијата на разбирлив словенски јазик или на народен јазик, но во исто време и на некој начин црковните општини да бидат дел од народните потреби и народните стремежи. Сега тоа му овозможува пак една недобра срдечна судбина на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, мора да бега од просторот, прво е во Цариград и во Солун доаѓа. Зошто го спомнувам ова? Затоа што токму во Солун тој создава еден таен револуционерен кружок, каде што веќе се разгледуваат опциите, постојат опции за делување на духовен план, да се прифати католичката вероисповед по источен обред, односно унијатството, бидејќи во приликите во османлиската држава биле поврзани барем во однос на религиозниот, духовниот и културниот живот со милетот. И затоа се пребегнувало да се прифати унијата. Еден израз на едно формално духовно, но политичко живење. И од тука почнува да се формира тој круг кој што фактички тоа се луѓето кои што ќе го предводат востанието. Познато е во литературата, се спомнуваат 2 господи, мајка и керка, баба Недела и Станислава Караиванова, но тие, иако се по потекло од Бугарија, тие го везат востаничкото знаме, кој што нам ни е сега познато. Многу често го гледаме и на фотографии, на илустрации. Еден така разбеснен лав на една жолта основа, а фактички целото знаме е во една црвена основа и познато е дека е напишано Македонија и станете да ви ослободам. Така да сите тие подготовки имаат свој тек и своја логика уште во претходниот период. Основното, она што е во востанието, навистина започнува по стариот стил на 8 мај или некои велат и на 7, независно, бидејќи почнува борбата, квичерината од едниот до другиот ден, но во секој случај се започнува со еден успешен одговор на она што представува османлиска војска во селото Разловци. Добро би било, например, востаниците да имаат една поорганизирана состојба. Ако евидентираме во текот на тие 10 дена кои што биле актуелни како востанички, има осцилации, има и успеси и неуспеси. Основната работа е што
наместо да се прошири востанието како што било замислено во најголемиот дел на источниот дел на тогашна Македонија, заради она што се случило повредата на водачот, на Димитар Поп-Ѓорѓиев Беровски, бил погоден во главата, ранет бил. И мислејќи дека тоа е на некој начин сигнал дека востанието нема да се развива, востаниците се повлекуваат наместо да се дисперзираат. Да се дисперзираат во областите кои што биле предвидени за востанието да се рашири. Но знаете, јас го ценам тоа востание не само затоа што по обем некој ќе прочита дека се тоа 300 востаници наспроти 1000 војници од османлиската војска. Тоа е востание кое што ја подготвува атмосферата за појавата на македонското востание, кое што е со силна македонистичка идеологија. Дури кога ги споредувам овие две востанија заедно како еден сложен комплекс со Илинденското, тие имаат многу почиста македонска идеологија. Меѓутоа, за таа тема можеби во некоја друга прилика, но во секој случај Попот Стојан, иако е заробен, познато е во литературата, дека успева од своите чувари да избега и да се самоубие. Неговата слика ја има, бидејќи бил човек кој што и световно и духовно многу влијаел. Позната е неговата фреска, неговиот лик во црквата Свети Константин и Света Елена, во црквичето кој што е во, мислам дека е во Разловци, во тој некој простор. Неговиот лик е таму нацртан, веќе ние го дознаваме човекот како изгледа, колку се вложил, колку се внел. Тоа е навистина, знаете, нешто што нема да го доживееме во моментот кога се подига Илинденското востание. Затоа што оваа световна и духовна интелигенција воедно е и една граѓанска класа која што своето материјално богатство го вложува во идеологијата за ослободување на Македонија. Револуционерната организација во 1903 година има голема проблематична состојба да го натера тој граѓански слој да внесува финансиски средства за поддршка на организацијата и за формирање на еден востанички комплот сериозен. Ова востание, заедно со македонското, покажуваат колку е сериозна идејата да се ослободи Македонија. Сега зборувам за османлиска Македонија и воедно да кажам, многу често се случува во литературата на некои наши соседи да му се оспорува значењето и дека не било самостојно. Напротив, многу е самостојно од автохтоната световна и духовна интелигенција и дури Димитар Поп-Ѓорѓиев Беровски, бидејќи останува жив, учествува во македонското крестенско востание, е соработник и соборец со револуционерите Ѓорче Петров и Гоце Делчев, и неговото искуство е секогаш користено и да кажеме дека е пунктов началник. Значи, тие се поврзуваат едни со други, идејата за ослободување континуирана, може би некоја друга генерација ќе ја превземе, меѓутоа доброто е што ние го имаме континуитетот и идеологијата. Самостојно, македонско, автохтоно востание.
Многумина велат дека ова е најизворното и без никакво мешање на надворешните сили, фактори кои што потоа после македонското замешателството во Македонија е многу изразено. Претпоставувам и тие се причина за тоа затоа што сватиле дека македонците сакаат сами да се ослободат, па почнуваат да работат службите од дали Бугарија, дали Србија, дали останатите. Знаете, не случајно го спомнав амбиентот кога се појавува востанието. Прво му предходат настани кои што се актуелни во Османлиска Македонија. Постои од економски аспект, сега ќе споменам, 2 години на неродни години во земјоделието. Актуелна е таа суша и неродност на земјиштето. Се појавува недостаток на храна. Друго, Османлиската држава, која што во постојани воени конфликти во тоа време, а веќе е банкротирана, настојува да го зголеми економскиот момент, односно експлоатацијата врз селанството. Сега ова го именувам затоа што во тоа време најголемиот процент на населението во Македонија е селско население. 80% е селанско население. Тоест, население кое што живе и произведува од земјоделска работа. И тука, исто така, експлоатацијата е навистина многу зголемена. Да не спомнувам дека ангаријата, односно принудната и бесплатната дејност, односно работа на населението била зголемена заради актуелните конфликти кои што ги има Османлиската држава и незината неможност тоа да го исплати. И друго, да споменам дека ако ова е во првата половина на 70-тите години, во претходната деценија надворешните сили многу сериозно работат, особено царска Русија, која што се обидува да создаде еден прв Балкански сојуз, или таа го именува како заедничка радња, каде што целокупниот револуционерен потенцијал на балканските народи да ги насочи под командата на Српското кнежество и преку Српското кнежество да се реализираат некои поголеми планови или геостратешки, би рекле, во денешно време. Друго, во Македонија пред востанието година-две се случува еден немир околу населението и действувањето на домашните представници на власт, односно беговите. Сите ја знаеме онаа драма, крвава македонска драма, нели? Меѓутоа таа е инспирирана од вистински случај од девојката Стефанија од Богданци. И тој случај му предходи на востанието, кога населението од тој дел, затоа велам југоисточниот дел на тогашна Македонија, бара заштита пред дипломатскиот кор во Солун, но се случува и убиството на францускиот и на германскиот амбасадор, така што атмосферата е толку многу зовриена, така што овој тајниот револуционерен кружок или комитет на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски ја има сета атмосфера за организирање на восстание, востанување, но и ете сплетна околности. Да, ќе кажеме дека било недоволно организирано востанието, бидејќи востаниците избрзале, наместо да ја отпочнат својата посистематична идеолошка дејност, веднаш почнуваат со напад на разловци кога дознаваат дека деночниците се појавени. Но да знаете, затоа и реков, нашето македонското разловечко востание има сосема своја идеологија и насока за разлика од априлското востание во Бугарија. Дури и таму во нивната литература и во сеќавањата на учесниците во тоа востание
ќе прочитаме дека повеќе бил еден рационален израз, бидејќи сето ова го знаеле што се случува и надвор од османлискиот простор, но и влијанието на големите сили и сето тоа како почнува големата источна криза. Јасно било како ќе се одвива се. Бугарите досега не се обиделе, не верувам дека не се обиделе да си го присвојат и разловечкото. Па да. Таман работа да не се обидат. Би било не би биле погрешно, да. Иако морам да признам дека кога се прават тие револуционерни комитети на бугарска почва, па и надвор, бидејќи претежно природбенскиот и револуционерниот момент се одвива во две одредишта. Зборувам сега за бугарската страна. Едниот дел е Цариград, каде што претежно се одвива духовната борба или природбата, а другата револуционерната е на релација Србија-Романија, односно Влашка во тоа време веќе. Така што нема македонци во нивните револуционерни. Мислам, во раководството или не е таа опфатена во идеологијата за ослободување. Да, има луѓе кои што учествуваат во револуционерните борби на бугарскиот народ, но има и во српскиот. Тоа е, затоа не случајно е спомнав таа заедничка радња. Балканските народи почнуваат, заедно со Херцеговина и со Босна, отпочнуваат еден востанички процес. Меѓутоа, секој востанички процес е многу поразличен во конкретната османлиска област. Во Херцеговина и во Босна е едно, а друго е на нашиот простор. И друго, кога ќе се заврши таа источна криза, кога со Бернинските одредби ќе се формира кнежеството Бугарија и источна Румелија како автономна област, значи тие добиваат известна политичка слобода, а Македонија, Херцеговина и Босна не. Босна е окупирана од Австро-Унгарија. Македонија останува во рамките на османлиската држава. Така да последиците од целата таа источна криза и од целиот тој востанички израз на крајот имаат и различни резултати. Но ние сме тие кои што си го проучуваме нашето историско минато и ние сме тие кои што можеме да кажеме со сосема чиста логика дека колку и да биле кратки востаничките денови и успесите, колку и да било недоволно сето тоа организирано или дисперзирано низ другиот дел на Македонија, важна е идеологијата, а идеологијата е во тој период да се обезбеди и политичка, но и духовна слобода на македонскиот народ, затоа што економско-политичкиот гнет доаѓа од државата, османлиската држава, но духовната доаѓа од постоењето на Цариградската патриаршија и Бугарската екзархија, бидејќи таа е формирана 1870 година и веќе и таа е духовна власт, а власт е власт. Веројатно не им одговарало македонците 1876-та да пројават конкретна, револуционерна желба, но и востание да направат за да покажат дека сакаат да се ослободат и како Македонија и македонци. Па затоа претпоставам делот соседните ни, комшиските ни историчари, мислам дека во почетокот и делот македонските го прифаќаат тоа дека ова не е востание, ова е бунт, бидејќи го минимизираат. Малечок бил, малку учесници на мала територија, тоа што не се проширил како што треба, тоа е друга работа, но се обидуваат да го представат како бунт, бидејќи не им одговара толку рано некој да пројави желба за ослободување со конкретни цели и со Македонија на знамето, меѓу другото, Апсолутно. Мислам дека по повод 100 години од разловечкото востание, поточно се сеќавам имаше во еден период зборник заради еден голем научен собир што беше пред 50 на години и тој беше посветен на Македонија во источната криза. И тука се опфатени сите овие моменти сега што ги зборував, значи
и ситуацијата во државата османлиска, и геостратегијата, и разловечкото востание, и македонското крестенско востание, сето тоа е многу разработено. Меѓутоа, знаете, и даден е одговор дека станува збор за востание. И подоцна, знам мои колеги имаат пишувања, дали е тоа буна или е востание, но јас поаѓам од фактот дека веќе современата наука има расчистено кога станува збор за буна, а кога за востание, или кога станува збор за револуционер и одметник. А наједноставно и најкратко кажано е, кога постои идеологија, имаме востание, кога постои идеологија, имаме револуционерна организација и револуционери. Овие другите, што не ги спомнувам, односно одметникот и буната, кај нив не можете да најдете идеологија. Таму има, ете да речем на некој начин, рационална потреба или израз. Меѓутоа, независно, пак ќе кажам, од големината, зафатот, периметарот, идеологијата, ајде да ја обработиме уште еднаш, се насочува за ослободување на Македонија, која што ја познаваат таква во османлиски рамки. Таа е многу подруга од денешната македонска држава. Друго, имаме идеолози и водачи на востанието. Тоа е една интелигенција која што навистина е многу авангардна и за своето време. Се лишуваат од своето добро за општо добро. Мислам дека не можам во денешно време да препознам таков пример. Некој да се откаже во светот. Да. Така што независно колку траело, колку било тоа проширено и како се одвивало сето тоа, постои таа идеологија за ослободување, се знае татковината, односно државата која, и ако има некоја недореченост, таа недореченост се разбива во моментот кога се носат правилата на главниот штаб на Македонското востание 1878 година, кога истиот, не сите, бидејќи дел од нив нели ќе загинат, спомнав кој загина, но Димитар Поп Ѓоргиев Беровски е началник на главниот штаб на Македонското востание и во него ги имаме сите оние војводи кои учествуваат на балканскиот простор околу таа заедничка радња. Го имаме Илјо Малешевски, Ѓорги Апулески и ред други војводи кои што учествуваат во сите борбени изрази и настапуваат во Македонското востание на чело со Димитар Поп Ѓоргиев Беровски, и сосема се дадени идеите, насоките, замислите и она една сериозна македонистичка идеологија би ја нарекла, можеме да ја прочитаме. Доволно е да ги имаме во предвид правилата на главниот штаб и судбината на Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Два пати му се случува од бугарските комитети да е тргнат од местото и вратен на местото началник на главниот штаб. Таа е една сериозна работа која што треба уште да се работи, бидејќи Македонското востание трпи сериозни влијанија и од надворешниот фактор како царска Русија, но и од бугарското кнежество. Не случајно ова се случува во Малешевијата, го спомнавте, тука е и дедо Илјо Малешевски, тука е Румена војвода, да. Тука е Цоне Донче војводата, да. Значи има буквално една историја на непокор, на ајдутство, на нели. Да, апсолутно. Турција. Не случајно ја спомнав таа заедничка радња. Значи, се случува во 1862 година да се најдат во Белград и Раковски и дедо Илјо. И се спомнува во изворите дека
Српската воена команда од први настојувала да ги спои во една легија овие двајца. Меѓутоа, работите не оделе така едноставно, бидејќи бугарските револуционери имале и некоја издршка. Македонските револуционери, начело со Илјо Малешевски, и не баш да имале, и затоа ги опишуваат во изворите како груби, нецивилизирани луѓе кои што настапуваат под водството на Илјо. Независно од нивната физиономија, нивната идеологија е за балканска соработка и токму таа различност во делувањата пишува во српските извори дека се формираат две легии, едната е Илјовата легија, односно македонската, а другата е бугарската легија на чело со Раковски. Така да и таму постојат разлики и специфики, како што постојат разлики и специфики во востаничкиот израз и во Македонија и во Бугарија. Колкав е импактот реален на Разловечкото востание, кое што е првото меѓу другото пред 150 години, век и половина, за да она што следи се случи, зборувам за директните врски, ги кажавте вие преку токму Беровски, но за да се случи македонското, но и понатаму еве го и линденското, за да на крај финишира со Асном 44-та година. Колку Разловечкото има улога во сето ова што се случува натаму, бидејќи не бадиела се вели и најдолгиот пат почнува од првиот чекор, затоа го минимизираат 300-400 луѓе, но првиот чекор е направен, а потоа она што следи е не е ефектот на пеперутката, туку на македонизмот. Па добро, еве веќе и самиот наговестивте дека станува збор за првиот чекор. Да. Од нешто треба да се почне. Така. Почнато е, дадена е идеологијата, дадена е намерата дека за нив постои, за востаниците и за востаничкиот кадар и за оние што се предводници на востанието, дека постои Македонија. Тоа го има и на знамето. Повикот да се ослободат е исто така со своји сопствени сили. Сето оно што не е искажано во тој момент е проширено и изјаснето во македонското кресенско востание. Затоа реков, во правилата таму све има. Таму се зборува за македонска држава која ќе е самостојна, таму се зборува за самостојна војска, таму се зборува за една самостојна државна управа, таму се зборува за посебна македонска црква. Сето тоа го имаме во правилата кои што се фактички изнедрени од таа генерација која што го предводела Разловечкото востание. Друго, и временскиот период не е толку голем. 76-та пролета, веќе во есента 78-та година се случува македонското востание. Во меѓупросторот, временскиот меѓупростор, сите овие востаници, оние кои што се веќе во еден востанички полет, учествуваат во руските војски за ослободување точно на бугарската страна. И дедо Илјо Малешевски го наоѓаме во тој дел. Ѓорѓе Пулевски исто така. Затоа е онаа позната негова слика со сабјата, бидејќи е одликуван за својата храброст. Целиот тој востанички идеолошки и идеен израз е ангажиран во големата руско-турска војна. Кога веќе се случува дека не е реализирана потребата на македонските востаници, бидејќи тие тоа го доживуваат како востание кое што тлее, кое што се развива, затоа почнува и состанувањето на македонските војводи и трасирањето на патот за македонското востание, кои што двеве страни, и бугарската и руската, сакаат да го насочат во една друга за нив интересна сфера. Меѓутоа, самите превирања, убиствата, менувањето на началникот два пати укажува дека таа била сериозна пресметка меѓу македонските и другите сили.
И она што е напишано како програма во македонското востание, својата основа ја има во Разловечкото. Од некаде треба да се почне. Ајде да кажеме како беше 41-та година. Се почна со мали изрази во тиквишијата поединечни, потоа е Скопскиот партизански одред, па потоа се случува во Прилеп и во Куманово изразот, после доаѓа омасовувањето на народно-ослободителната борба. Но се почнува. Основите се дадени. Идејата е дадена, идеологијата е таа. Мора да се почне од некаде, така. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за она што се случувало и за она што ни се случува. Се враќаме по кусиот блок реклами, со нас е професорката Котвар. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е професорката Котвар. Професор, ќе зборувавме за она што се случувало во првото македонско разловечко востание 150 години претходно, 148 години доаѓа македонското кресненско востание, сите други илинденското и сето тоа, но еве имаме еден доказ дека пред 150 години на ова тло македонците сакале да се борат за слобода за Македонија во Малешевијата, која што уште е дел за среќа на Македонија, но и покрај сето тоа, се уште имаме продолжеток, ајде пред 150 години го правеле тоа, па пред 100 години, па пред 80, ама еве во 2026 година, веќе поминува првата четвртина од 21 век и некој толку, да не речам, да го тупи како бугарите и да вика, ама, имаме милиарда докази, не треба ни да докажуваме, смешно е да докажуваме, да продолжувате со истата таа политика, стара век и половина, од 1878 не е сменето од кога добиваат тоа што добиваат. Ако е дегутантна приказката, не верувам дека некој им верува и од страна, ги користат како геостратешки момент сега со Украина, која нема да им требаат, може ќе ги шутнат, но премногу е безобразна приказката после 150 години. Еве го првиот револуционерен доказ во востание, не па друго, има многу постари работи и некој да продолжува со таа стара песна која што е премногу безобразна, патетична. Па добро, знаете, таа политика, како што спомнавте, има свој датум, некаде длабоко во 19 век. Иако сметам дека не е само со формирањето на книжеството, односно со Бергинските одредби, дадена можноста да се формира бугарско кнежество, кое што да не заборавиме, тоа е во еден вазален однос кон султанот до 908 година. Но во секој случај доброто за таа страна, за таа творба државна е што задни се стојат големите сили, тоа е едноставно така направено, нели? Геополитиката е актуелна и пред 200 години и сега е актуелна. Нема промени, тоа е зацртано уште кога треба да се формира една словенска црква, односно екзархијата, после таа се именува како бугарска екзархија. Продолжува со другите акти кои што се носат и меѓународно, но и во самата османлиска држава како статус. Меѓутоа, јас би рекла дека, знаете, кога за прв пат Васил Ивановски Бистришки 34-та година објавува еден текст зошто ние македонците сме посебна нација, тоа е толку шокантно во бугарското општество, дури и сред оние македонски средини, кои што се и не само пробугарски, туку ориентирани, да речеме, под наводници, демократски, меѓутоа тој ја обзнанил целата историја која што нас не прави посебни и различни
и право на посебен културен, духовен и политички живот. Интересно е што после Втората светска војна познато е дека имаме еден краток период на добра соработка меѓу Македонија, односно Југославија и Бугарија, но тој е краток период. Се менуваат и личностите и историските прилики, но би сакала да кажам дека уште во 1958 година веќе со настапот на Тодор Живков се најавува дека таа срдечност меѓу македонскиот народ и бугарскиот нема да трае и се најавуваат насоките што можеме да ги прочитаме после на програмската реч на Бугарската комунистичка партија 1963 и 1967 година, каде што веќе се обзданува дека македонскиот народ не се признава, сега парафразирам и ќе кажам нешто што е друго исто така значајно, и дека се прогласува за континуитет на македонското население во поиранскиот дел на Македонија, во историјата, јазикот, фолклорот, дека тие се континуитет од бугарската историја и развојот на бугарската држава. 67-та година, ова се што го кажувам е како програмска определба на Бугарската комунистичка партија, се носат 4 основни принципи каква ќе биде стратегијата, односно однесувањето кон Македонија или македонското прашање, и можеме да истакнеме дека тие 4 принципи се актуелни и до ден денес. Фактички се повикуваат на фалсификатите кои што се продуцираат тогаш од југословенска страна, односно македонска страна, за постоењето на посебна македонска нација, односно тоа не е научно докажано и историски. Се признава постоењето на републиката како политички факт. Добро. Исто така се споменува дека нема да се отстапи од идејата за единствен историски и културен развој, дека нема разлика меѓу македонскиот и бугарскиот развој во историјата и културата, и да се признае само определувањето на бугарите кои што се во Република Македонија јавно и без некакви реперкусии. Фактички ова е подлогата на она што ние денеска го читаме, дали преку договорот за добрососедство, дали и преку францускиот предлог, односно протоколот и политичката рамка, ли веќе Господ знае какви све изрази не сме прочитале. Меѓутоа, морам да кажам дека точно во тој период на 60-тите години во бугарската држава се носат дури и директиви и се определуваат институциите кои што треба да ја спроведуваат таа научна догма која произлегува од партиските врхушки. Така што Институтот за историја при Бугарската академија за науките е земен за водечка институција, но исто така и Институтот за историја при Бугарската комунистичка партија. Значи, сето тоа си генерира развоен пат, каде што целата академска, но и политичка средина се впрегнува во одбрана на таа продуховена живковистичка доктрина. Но, за жал, многу е патетично што сето тоа е развиено
и до искажано во доктрината која што ја создава, да речеме, демократска Бугарија, мислам дека е отпечатена 1998 година, така што ние при отпечатена доктрина како ќе се постапува кон Македонија и македонското прашање, потпишавме со Иван Костов и тогашниот македонски премиер дека немаме проблеми, но сме имале сериозни проблеми и го отворивме патот на Бугарија кон влегувањето во Европската Унија. Но таа доктрина нас ни се свети не само со влегувањето на Бугарија во Европската Унија, бидејќи да не заборавиме, тогаш веќе се прогласуваат и се носи закон во Албанија дека определен број на словенско население нели веќе е бугарско, односно правата на бугарите во Албанија, и почнува веќе да се трасира патот дека ако во Албанија има бугари, источно од нас има бугари, што значи ние што сме во средина нема да има бугари. Нема да има македонци, ќе има бугари. Така што ова е сериозна доктрина која што јас жалам што ние не сме ја пресретнале на време со соодветна стратегија, со соодветна визија и со соодветни постапки. Навистина можда сме сакале да имитуваме на некој начин зрелост во политичкото, меѓународно, регионално однесување, меѓутоа ние не сме се подготвиле да одговориме на таква агресија која што доаѓа и од Бугарија, бидејќи тој асиметричен договор нас фактички не става во позиција да бидеме асимилирани, односно негирани, односно другата страна да ја шири својата етничка граница. Колку во сето ова вина има во една друга страна, бидејќи точно е да од секогаш нели сме имале удари од страна, но историјата се повторува кај нас во однос на една работа, тоа се вика предавствата. Буквално кажано, она што се случувало, меѓу другото, една од најпознатите мисли на Гоце Делчев, дека не познава друга земја која што толку пати од своите синови одроди, нели? Сега имаме една ситуација во која што се бориме да го направиме, да ја вратиме назад приказката. Имаше една банда политиканска која што потпиша еден првин договор за добрососедство на 2 месеца по доаѓањето на власт, што е невозможно. Од која гледна точка како политичари да дојдете на власт, не знаете кај ви е главата, начинот на кој што дојдоа на власт и после 2 месеца да потпишете договор со друга земја толку битен за иднината на вашата, за да после 2 години од тоа не туку кога ќе му дојде после 4 години од тоа, го потпишат оној фамозен, неверојатно ступиден, луциден, инфантилен, како да го наречеме, француски предлог со сите оние протоколи во себе во кои што историјата ја трасира иднината на вашата земја, односно одобрувањето на историската комисија, значи дали ќе одите напред во евроинтеграциите или не. Во превод така ќе му дојде целата работа. Настрана и сите други глупошти што треба да се направат преку смените на плочките на, не знам, Самоиловата тврдина, на сите можни споменици наши и се, нели? Но еве, го направија тоа што го направија, и за да после сето тоа излезе лидер на истата таа партија, лидер во наводници, пошто лидерот треба да води некаде, не наназад или надолу, и да рече дека тој не гледа како Бугарија го напаѓала или го негирала македонскиот идентитет. При здрав разум, кога ќе видите парламентот нивни што изгласа, владата го потпиша, го пратија до Европарламентот до декларации, значи тоа не се пред 100 години, пред 150, тоа се декларации потпишани пред 2-3 години и ден денес ви доаѓа нивната министерка која што чамово, убаво и стои некастрена, така недоделкана, нели? И
не нарекува како што не нарекува за да не понижи, и овој другиот наместо да рече срамота, рези, ај не мора татари да ги нарече кој што знаат, да како одговор на ова сам мислам дека сепак е соодветно, но вели министерот е крив, виновен, вакви такви, премиерот прави ова она, са човек боже, мислам искрено кажано, врв на тоа што е автошовинизам, ојкофобија, самопрезир, настрана сервилноста и безработноста. Дали сепак, реално гледано, покрај сите што ги имаме околу нас какви што се, ние повторно, и тоа си е историска вистина за жал, си патиме од самите себе си? Па да, мислам дека таа министерка што ја спомнавте, таа кажа дека во Бугарија има општествен консензус. Така, тоа е она што петелот и кокошките работат, да. А за жал, не е само да бидете лик пред камерите и нешто да кажете. Тоа е премногу суетно, самообендисено, нарцисоидно, но и празноглаво. Веќе кога сте лидер, како што спомнувате, не знам дали да го разберам во вистинска смисла или во една друга иронична смисла, меѓутоа не можете така да настапувате. Прво и основно, луѓето кои што живеат во македонската држава, сите ние, без разлика на нашите, еве да речам, политички определби, имаме некој степен на интелигенција и таквиот настап на господинот навистина ние навредува интелигенцијата. Ако веќе толку му е потребно да биде во етерот само за да биде, навистина жалам што му е дозволен простор да се појавува и да се искажува по одредени прашања. Бидејќи знам дека во оваа наша држава има луѓе кои навистина се од занает и знаат да срочат соодветен текст и да кажат што треба и што не треба. Друго, вие спомнавте за предавствата. Ова целокупно дејствување сметам дека зборува дека ние се уште како општество немаме една морална одговорност, бидејќи општествените, државните прашања од нас бараат одговорност. А таа одговорност во однос на овие прашања, може би некој не сака да се спомене, ама јас тоа ќе го споменам, Преспанската спогодба и договорот за добрососедство се црни петна во нашиот целокупен живот, не само политичкиот, пред се ги имам во предвид културниот и духовниот. Може би ќе направиме една дигресија од темата, меѓутоа, кога се спомнува за бугари во устав, нашето општество не е ксенофобично и нема што да ни се препишува дека ние имаме некој чуден страв од таа природа. Стравот доаѓа од една друга страна, затоа што македонската култура не е призната како посебна култура. Таа се почесто, посебно заради овие два документи кои што ги спомнав, се прикажуваат во надворешниот регионален, па ако сакате континентален и светски дискурс како грчки, бугарски, некаде албански, некаде српски. Ние почнуваме веќе да го губиме она што е наше својствено македонски. Се случува многу често господа, представници на поранешната владеачка гарнитура да истакнат, па јас си знам што сум, јас сум македонец. Не е така. Вие кога се појавите во странство, било на научна конференција, било на некоја политичка, стручна конференција, вас не ве гледаат како македонец, туку вас ве гледаат како северно македонец
Јас се извинувам што го користам овој термин, но морам, бидејќи така не доживуваат. Фактички, засегнат ни е културниот и духовниот израз. Кога тие што се декларираат како бугари, ја признат посебноста на македонската историја, јазик и култура, бидејќи, пазете, во договорот кога се зборува за заедничка историја, тоа значи дека ни е заеднички и јазикот, и литературата, и културата. Тука е ставена многу сериозна препрека. Затоа, кога тие луѓе би рекле, да, ние се чувствуваме бугари, но го признаваме македонскиот континуум во јазикот, историјата, културата, никој ништо не би кажал. Видете ги, еве, се спомнуваат црногорците и харватите, но ние немаме негација на нашата посебност од нивна страна. Ние имаме негација од држава која ни е сосед. Да, денеска и деновите излагуваат СДС и лично Филипчи вели зошто Мицкоски има против влез на малцинствата, тоа е релативизацијата во устав. Зошто не сака да ги внеса? Срамота е. Не се работи. Друго, да. Јас нешто друго сакам да истакнам. Ако ние и направиме отстапки како што се бара во протоколот и преговарачката рамка, тогаш ние ќе си поништиме основата на македонската државност. Бидејќи македонската државност, не смееме да заборавиме, се темели на антифашистичката борба, која што ја изведовме повторно со сопствени сили како и Разловечкото востание. Кај нас немаше мисии. Мисиите почнаа да доаѓаат дури 43-та година за да видат што се случува на македонскиот терен, не за да ни дадат оружје, не да ни дадат поддршка. Така што многу сериозно треба да се размислува, не е тоа едноставна формулација бугари во устав. Друго, ако се ништат темелите на македонската државност, да се има во предвид дека ние имаме и еден друг проблем. Од кога се потпиша договор за добрососедство, да не заборавиме дека една година потоа се донесе во Бугарското собрание една декларација каде што се брише посебноста на македонскиот народ, се истакнува нашата недоветност, сме се освестиле 45-та како македонци, до тога сме биле нешто друго, се зборува за говорот на омраза, се ништи антифашистичката борба и сето она што е фактички основата на протоколот, бидејќи повикувајќи се на членот 12 од договорот за добро соседство, ние ќе треба да внимаваме што направила комисијата, мешовитата комисија, но ќе треба да внимаваме на говорот на омраза. Ако спомнеме антифашистичка борба, може некој утре да ни забележи, да им ги даваме на увид секоја година учебниците на другата страна, фактички ние самите се негираме. И мислам дека треба да се има во предвид, ако веќе една држава, една страна фактички, се определила вас во старта да ве негира, како ние преговараме со некој што нас не негира? Уште од 2019 година. Го зборувам процесот од кој е потпишан договорот. Да не заборавиме дека и 20-та година од бугарска страна имаше до земите членки на Европската Унија еден текст каде што се објаснува на што се однесува Северна, на што се однесува културата, јазикот и пак сето ова што сега го имаме во протоколот. Протоколот, за жал, постои како текст кој што некои сметаат дека не обврзува, меѓутоа јас мислам дека македонската страна треба да размисли дека кога се наоѓаме во ситуација на крајна дискриминација, на крајно ништење на нашата вредност, мислам дека треба и да се превземат други мерки, па извинете ако треба и да се раскинат. Порадикално така.
порадикално. Ви благодарам што бевте моја гости. Благодарам. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.